Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Насилството против жените е еден од големите проблеми во светот. За негово спречување се потребни низа акции на глобално, но пред се на локално ниво. Мерките на Обединетите нации не можат да донесат резултати доколку не бидат поддржани и спроведени од владите. Генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун деновиве во Њујорк ги презентираше резултатите од најновото истражување во врска со насилството и непочитувањето на правата на жените. Дознавме за ужасни злосторства на насилство врз жените и девојките на дневна основа. Нашето едногодишно истражување покажа дека насилството се уште е реално за многу жени и покрај многу работа, закони, политики и програми за да се спречи тоа. Ова е недозволиво и тоа мора да престане, изјави генералниот секретар Бан Ки Мун. Според истражувањето на Обединетите нации покрај известниот напредок, со насилство и натаму се погодени над 1 милиарда жени низ целиот свет. Тоа значи дека 1 на 3 жени доживува физичко или сексуално насилство во одреден момент во својот живот, главно од интимниот партнер. Меѓу сите жени убиени во 2012 година, речиси половина починале во рацете на партнерот или на некој член од семејството. И најчесто овие кривични дела поминуваат неказнето. Јас сум една од тие 3 жени која беше принудена да го прифати насилството како дел од нејзината животна приказна. Јас сум една од 3 жени која остатокот од својот живот се бори со гласот во нејзината глава дека била злоупотребена. Ова е статистика која треба да се промени, изјави актерката Тери Хечер, која како дете била сексуално злоупотребена од нејзиниот војко. Против половото насилство, Amnesty International покрена 16-дневна кампања како предизвик против дискриминацијата врз жените и девојчињата, вклучувајќи тука и непочитување на нивните сексуални или репродуктивни права. Кампањата има за цел да ги охрабри жените херои кои ги бранат женските права во скоро секој регион во светот, но и да ги повика владите да спречуваат, истражуваат и казнуваат дискриминација или насилство врз жените и девојчињата. Корените од каде што потекнува насилството врз полова основа се исти и со единствена цел: систематска дискриминација чија основа се патриархалните структури кои го контролираат изборот на жените и девојките и нивните слободи, вели Луси Фримен, директор во Amnesty International. Според неа, ваквото дискриминаторско однесување придонесува воопшто да не бидат истражени случаи на силување или други форми на сексуално злоставување врз полова основа. Затоа Amnesty International се фокусира врз акции во 5 светски региони. Во Египет, каде што 47% од жените били изложени на домашно насилство, е испратено писмо до председателот да спроведе стратегијата за спречување на оваа појава. Во Салвадор тоа е петиција за укинување на целосната забрана на абортусот. Во таа земја, жените кои ќе абортираат се соочуваат со казна затвор од 8 години. Во земјите на Магреб, акцијата е за солидарност со жените жртви на силување. Тие се соочуваат со казни затвор доколку не докажат дека биле силувани. Упатени се писма до владите на европските земји да ја ратификуваат и спроведат Истанбулската конвенција, прв европски документ кој се однесува на борбата против домашното насилство. Во Јужна Африка пак станува збор за уривање на бариерите со кои се соочуваат бремените жени во потрага по здравствена заштита. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Најновите случаи на семејни насилства во Македонија, дури и со жртви, покажуваат дека само кампањи не се доволни. Потребни се сеопфатни мерки, вели Елена Димушевска од Националната мрежа против насилство врз жени. Господиот Димушевска, во последниот период, за жал, бевме сведоци на повеќе случаи на семејно насилство, кои што завршеа трагично со убиства на жени. По-конкретно се работи со 16 случаи на убиства, во кои 20 жени беа жртви за период од 6 години. Каква порака праќа овој податок? Пораката е јасна. Пораката е дека државата не се грижи за жртвите на семејно насилство и покрај тоа што декларативно се унапредува законската регулатива,
И покрај тоа што декларативно постојат сервиси за заштита, се обучуваат тимовите во рамки на центрите за социјална работа, се сензибилизираат полициски службеници, сепак очигледно нешто недостасува. Она што ние како невладен сектор го гледаме како пропуст е токму тоа што декларативно се кажува дека се прави. Всушност ние имаме добра, солидна, да речеме, законска регулатива на која што секако и треба унапредување, но доколку таа во пракса и на терен би била имплементирана како таква, овие работи не би се случувале. Значи, главниот пропуст ние го гледаме во оние институции кои што треба да работат на терен. Центарот за социјална работа и полиција. Вашата организација, значи Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство, најави протести се додека не добие одговор од надлежните институции околу тоа дали можело на некој начин да се спречат овие убиства. Дали до овој момент добивте некаков одговор, има ли некоја соодветна реакција од институциите кои што ги повикавте на одговорност? На жал нема. Најголема одговорност бараме во Министерството за труд и социјална политика како надлежно министерство за оваа проблематика. Оно што ние сакаме да го истакнеме и беше едно од главните пораки и барање до Министерството за труд и социјална политика и да се отворат сервиси за различните форми на насилство врз жени, заради тоа што покрај семејно насилство и овие шелтер центри кои што згрижуваат само жртви на семејно насилство, ние немаме ни еден сервис кој што може да се понуди на жена на силување, да речеме. Немаме ни кризен центар за силување жени, ние имаме психолошко советувалиште за силување и различните други форми на насилство врз жени кои што кај нас се уште во процес, во оној првичен стадиум на актуализација, дека тоа се форми на насилство кои што ги погаѓаат жените. И дека државата конечно треба да почне да работи на тоа. Колкава е свеста на луѓето за да пријават семејно насилство во Македонија? Дали во меѓувреме таа се зголеми како резултат како на работата и на невладиниот сектор во таа насока и дали еве конкретно вашата организација, оваа мрежа, ги охрабрува и на кој начин, доколку тоа го прави, ги охрабрува евентуалните жртви, но и сведоци на семејно насилство да го пријават тоа? Како поминува времето, особено во последниве година-две, ние забележуваме тенденција да жртвите доаѓаат кај нас како невладини организации, не само во мрежата, туку и во организациите членки на мрежата, доаѓаат и инсистираат да не бидат случајот пријавен никаде. Ниту во центарот, ниту во полицијата, затоа што нивното искуство со некоја нивна блиска особа која што исто така била жртва, покажало дека со самото пријавување проблемот се зголемува, не се решава. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентираме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и во наредната недела.